Ѓорѓевски, најпрво честитки за сосема заслужено и убедливо супериорно освоената есенска титула. Се надам дека ова ќе биде добар вовед за враќање на тронот во витрините на нетрофејниот клуб. Прво збор два за овој надпревар, првото полувреме мина без голови и со добар отпор на Бргалница. И во првото полувреме имавме ние многу изгледни шанси кои што не ги искористивме, ни фалеше таа концентрација во завршницата, што се однесува до првото полувреме. Имавме доминација, имавме посетна топка, имавме игра, вршевме константен притисок. Во второто полувреме, значи се случи тоа што требаше да се случи во првото. Постигнавме гол кој што ги отвори гостите и после тој гол беше многу полесно да се игра. Постигнавме уште 2 гола. Можевме, можеби уште некој, но јас сум презадоволен од играта, од пристапот кон играта. Им благодарам на фудбалерите за се она што го прикажа во досегашниот тек од првенството, за окружија на најдобар можен начин ова есенска полусезона. И би сакал, нели, и во пролетниот дел да продолжиме на истиот начин и да стигнеме до она посакувана, одамна очекувана титула која што би ја донеле во витрините на нашиот клуб. Како предводник на екипата која што е единствена без пораз, една куса оценка за квалитетот на првенството и во продолжение? Па би сакал да кажам, значи денешниот надпревар го видовте и самите, прекрасен амбиент, навивање. Вакви надпревари го подигнуваат квалитетот на фудбалот во Македонија и треба една силна Брегалница и треба еден, да кажам, силен Пелистер. Значи треба вакви дерби надпревари многу за македонскиот фудбал. Видовте и самите денеска, Брегалница е силен противник, направи добар тим. Очекувам во пролетниот дел истото тоа да се случи со другите тимови кои што ќе повлечат заедно со нас да се подигне квалитетот на македонското првенство, да има што повеќе публика, да има што поголем интерес од јавноста и нормално да бележиме успеси сите заедно. Постанува ли Металург единствен конкурент? Сигурно, затоа што Металург е најблиску до нас, сигурно дека е Металург тимот кој што е можеби конкурент. Мислам дека и Шкендија исто така е доста силен тим кој што може да изненади, кој што доколку се направи некои киксови на овие две водечки тима, на нас и Металург може да влезе во таа трка, но ние и Металург сме тие кои што сме во моментов главни претенденти за освојување на титулата. Може ли Брегалница подобро? Па може, секако дека може. Овие 7 надпревари ги одигравме во еден висок ритам без пораз. Значи покажавме дека може да достојно да се репрезентира, значи, на македонски рамки со сите противници и еве првото полувреме денеска го одигравме онака како што се договоривме, значи дисциплинирано и одговорно. Во второто полувреме примивме гол, меѓутоа морам да кажам дека Вардар е најголем фудбалски бренд и нема потреба да му се помага од страна на судиите, така да коректно и фер, значи да се игра треба и да се добиваат победи. Во оваа прилика сакам да им честитам на моите играчи, на стручниот штаб, на сите во клубот за доброто, значи, однесување во текот на сите овие надпревари во полусезоната и да посакам и на Вардар успех во понатамошното првенство.